Вселена, човек, интелигенција, интерактивна изложба за млади која Гете институтот во соработка со друштвото Макс Планк ја прикажува широко светот, а од 3 април е поставена во изложбениот простор на културно-информативниот центар во Скопје. По тој повод јас денеска разговарам со заменик директорот на Гете институтот Фалк Шлехер, а со нас тука е и стручен соработник за образовна соработка Гордана Бабовска. Добро дојдовте во МИА. Благодариме за поканата. Оваа изложба ги представува сегашните и идните истражувачки проекти во Германија. Еве, може ли за почеток да ми кажете кои теми ги обработува изложбата, како е поставена и зошто фокусот е токму кон младите? Ja, also wir beschäftigen uns eigentlich mit 5 Themen. Das ist eine tolle Ausstellung, die eigentlich die Themen Gehirn, Anthropozän, künstliche Intelligenz behandelt und dann natürlich auch das Universum und die Menschheitsgeschichte. Да, изложбата е навистина прекрасна, обработува 5 теми: антропоцен, вселена, историја на човештвото, вештачка интелигенција и се однесува на младите, also die Zielgruppe sind Jugendliche. Покажуваат ли младите интерес за оваа изложба? Колку сте задоволни од посетеноста до сега? Располагате ли со некои бројки? Ob die Ausstellung Interesse geweckt hat? Ja. Wie viele Besucher gibt es bisher? Also wir haben bisher 1100 Besucher, die aus ganz Mazedonien gekommen sind, um die Ausstellung zu sehen, und wir freuen uns, dass die interaktiven Elemente so gut ankommen. До сега изложбата е посетија најмалку 1100 ученици од цела Македонија. Тоа секако нас нарадува големата посетеност, а им причини задоволство интерактивните елементи. Која од темите најпримамлива за младите до сега, барем младите кај нас што ја посетиле? Welches Thema? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, ich weiß es nicht genau, ich würde sagen, künstliche Intelligenz ist am beliebtesten, weil es im Moment durch ChatGPT und so natürlich sehr in den Medien ist, aber auch die anderen Themen haben es in sich. Сите теми се интересни, меѓутоа Фалк претпоставува дека темата вештачка интелигенција предизвика најголем интерес поради тоа што е постојано во медиумите и со ChatGPT. За време на изложбата на посетителите им се нудат и презентации за можности за студирање во Германија. Што конкретно им нудите на студентите? Какви можности имаат студентите кај нас да ги продолжат своите студии и во Германија? Ja, also generell muss man wissen, dass Studium in Deutschland kostenlos ist. Also auch für mazedonische Jugendliche und Studierende ist ein Studium in Deutschland kostenlos. Und wer wissen möchte, wie man das anstellt, der fragt am besten den DAAD, der auch Partner dieser Ausstellung ist. Пред се треба сите да знаат дека студирањето во Германија е бесплатно, значи не се плаќа партиципација. А сите тие што се заинтересирани и што сакаат да дознаат повеќе детали, може да дознаат од Германската академска служба за размена, кој што ни е партнер во изложбата и тие нудат советувања. Со оглед на тоа што станува збор за патувачка изложба, отворена ќе биде до 28 април во Скопје, што понатаму, кои се следните дестинации? Перфект. Ja. Изложбата прикажуваме од 3 април и завршуваме на 28, тоа е сега во петок. Сите тие што сакаат имаат можност уште неколку дена да дојдат да ја посетат. Отворена е од 10 до 20 часот. Моментално во светот има 3 екземпляри на изложбата што патуваат. Еден е кај нас во Југоисточна Европа, после Македонија продолжува во другите земји. До сега веќе беше во Бугарија, во Хрватска, сега е кај нас. Ние ја праќаме во Косово и продолжува. Таа што е во Америка исто така циркулира во повеќе градови таму, инаку е прикажана во Тајланд, во Грузија и во многу други земји во светот. И секаде предизвикува голем интерес. Дали претходно имате работено на некои вакви изложби и некои планови за во иднина, ќе продолжите со некои вакви изложби? Also ob wir in der Zukunft auch weitere Ausstellungen zeigen? Ja, das machen wir natürlich immer. Aber ob es wieder eine Wissenschaftsausstellung in den nächsten Jahren wird, wissen wir noch nicht. Das ist jetzt wirklich eine einzigartige Gelegenheit, diese tolle Ausstellung, die wir zusammen mit dem Max-Planck-Institut entworfen haben, zu sehen. Und wenn wir im nächsten Jahr wieder eine haben oder eine andere haben sollten, dann sind natürlich auch alle eingeladen, aber erstmal vielleicht diese sehen.
Гете институт редовно прикажува изложби. Не сме сигурни дали во иднина ќе има друга изложба која што е фокусирана на науката, на природните науки. Затоа ова е можност да се посети, да се научи нешто ново. Оваа изложба ја прикажуваме во соработка со друштвото Макс Планк и е навистина можност да се дојде и да се научи нешто. Ви благодарам многу. Благодарам и вас. Пред да завршиме интервјуто, само да најавам за сите оние кои што досега немаат посетена изложбата, дека истата ќе биде отворена до 28 април во Културно-информативниот центар во Скопје, а влезот е бесплатен.